Најново издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Успешно реализиран 11-тиот поред државен спортски надпревар за средни училишта Гимназијада 2018. Тетово се покажа како одличен домаќин. Истовремено тетовските екипи се закитија со повеќе награди. 11-тиот поред државен спортски надпревар за средни училишта Гимназијада 2018, кој за прв пат се одржа во Тетово, беше успешно реализиран. Тетово се покажа како одличен домаќин на најголемиот спортски настан за средношколците во Македонија. На него учество зедоа 72 екипи во 12 дисциплини во сите екипни спортови. Заокруживме еден многу важен настан за градот Тетово, кој што мислам дека прв пат се случува во вакви размери, каде што за 3 дена во нашиот град беа присутни 72 спортски екипи со 1008 спортисти, средношколци, 117 професори, значи нивни тренери, кои што се надпреваруваја во 12 спортски дисциплини, и тоа 6 на машки и 6 на женски спортски дисциплини. И тоа во сите екипни спортови. За мене е многу важно дека некако град веќе сме подготвени, дека со ресурсите што ги имаме и со спортските капацитети кои што ги изградивме во последно време, дека може да размислуваме, да организираме и вакви настани кои што се од вакви размери. Беа вклучени на располагање сите спортски сали, кои што се 8 во број од сите училишта, терените за фудбал, исто така интернативе за сместување, и може да заокружиме дека реализиравме многу успешен проект, каде што сите овие гости кои што беа присутни, 1008 ученика, 117 професори и гости кои што беа од Косово и од Албанија, кои што зедоа учество како гости во оваа наша гимназијада, заедно и со научниот дел. Во текот на за вчерашниот ден сите се разделија насмејани и заблагодарни кон организаторите за тоа што беше реализирано. Средношколците од тетовските училишта се закитија со неколку награди. Освоија по едно второ, трето и четврто, како и 3 петти места. Што се однесува за успесите на нашите училишта, тоа за мене е на втор план, но тетовските училишта се покажаа како и многу добри, организирани и успешно учествуваја на овој надпревар, на оваа гимназијада. Освоивме второ место на футсал во мал фудбал, и тоа го освои средното медицинско училиште. Исто така освоивме и трето место на голем фудбал, и тоа го освои академијата, спортската академија. Освоивме четврто место во голем фудбал, и тоа повторно од страна на гимназијата Штат Марси. Имаме 5 места, тоа во одбојка за ученички, кое што беше освоено од страна на медицинското училиште, и повторно имаме 5-то место во фудбал за ученички, кое што беше освоено од страна на економското училиште. Исто така имаме освоена и Fair Play награда, тоа е екипата на футбал од средното економско училиште. Знаете дека го имаше гимназијата и научниот карактер, каде што во научната сесија учествуваа професори, врвни академици од Македонија, од Косово, од Албанија, и каде што се дискутираше темите на училишниот спорт и што е можно помасовно учество на децата и на учениците во спортските дисциплини. 11-тиот поред државен спортски надпревар за средни училишта Гимназијада 2018 во Тетово се одржуваше 3 дена, од 10 до 12 мај. Само 13% од испитаните 300 жени во Полошко имаат наследено имот. Останатите се откажале поради традиција. Истражувањето го спроведе Сдруженијето Женски форум во рамки на проектот Економско зајакнување на жените во Полошкиот регион преку застапување и промовирање на имотните права.
Голем дел од жените во Полошко по стапувањето во брак немаат пристап до сопственост или пристап до друго материјално добро. Само 13% од испитаните 300 жени во Полошко имаат наследено имот, останатите се откажале поради традицијата. Проектот беше креиран поради нашите сознанија дека не задоволува состојбата со положбата со имотните и наследните права на жените во Полошкиот регион, но за да добиеме релевантни податоци, поради тоа се одлучивме да го спроведеме истражувањето. Податоците зборуваат дека само 13% од жените на целата територија на Полошкиот регион располагаат со свој недвижен имот. Наведени се подетално и причините зошто жените се откажуваат од наследството, зошто самоволно се откажуваат да бидат вбројани во редот на наследници на нивните родители. И тука најчесто се традицијата, одрекување во име на тоа да останат добри односите во семејството со братот, со родителите и слично, но и поради осудување и срам од околината. Поразителни се тие информации, но се надеваме дека со повеќе годишна, почнувајќи од сега па натаму работа на ова прашање, ќе се подигне свеста и ќе почувствуваме промени, но на подолг рок во однос на ова прашање. Но охрабрувачки за нас е што кога испитаничките се прашани за воиднина, значи тие самите не зеле наследство. Но кога се прашани како вие би постапиле, односно како вашиот имот во иднина би го поделиле доколку имате син и ќерка како наследници, најголемиот дел од нив одговориле дека рамноправно би го поделиле имотот, што е еден охрабрувачки податок за нас. Резултатите од истражувањето денес беа презентирани пред присутните на јавната дебата организирана од Сдруженијето Женски форум од Тетово на Универзитетот на Југоисточна Европа. Денес Сдружение Женски форум Тетово организира завршен настан во рамки на проектот Економско зајакнување на жените во Полошкиот регион преку промовирање и застапување на нивните имотни и наследни права, кој што е поддржан од програмата Civica Mobilitas. Проектот се спроведуваше во време трајање од 22 месеци, почнувајќи од месец јули 2016 година на територија на целиот Полошки регион, опфаќајќи ги и урбаните и руралните средини. Главни корисници на проектот беа жените од Полошкиот регион со посебен акцент на жените од руралните средини како посебна категорија, но со проектот успеавме да допреме и до поширока целна група, односно до представници на релевантни локални институции на национално ниво и пошироката јавност преку медиумската кампања која што имплементиравме во текот на овие 22 месеци. На денешниот настан ќе се отвори дебата за потребата од постојано работење и актуализирање на прашањето за имотните и наследните права на жените, а воедно ќе бидат презентирани и резултатите кои што се постигнаа за време трајањето на проектот преку имплементацијата на активностите кои што беа планирани со истиот. Можем да ги наведам и резултатите кои што ги сметаме како достигнување на овој проект. Прво, подигната е свеста на граѓаните и пошироката јавност во Полошкиот регион преку 7 јавни дебати, 20 локални советувања со жени од рурални средини, преку информативна кампања, односно дистрибуција на летоци и флаери за актуализирање на прашањето и преку спроведено и публикувано истражување на територијата на целиот Полошки регион со 300 испитаници жени за моменталната состојба со имотните и наследните права во Полошкиот регион. Како второ достигнување е тоа што на жените од Полошкиот регион им беше овозможена директна правна помош и советување по однос на прашања за нивните имотни и наследни права. Тоа беше реализирано со помош на Центарот за бесплатна правна помош кој што постои и функционира во рамки на Сдружение Женски форум Тетово и директна помош, услуги и совети имаат добиено повеќе од 60 жени од Полошкиот регион. И третата цел е што во рамки на проектот успеавме да формираме едно координативно тело од сите релевантни локални чинители во Полошкиот регион, кои што заеднички работат на промовирање и актуализирање на прашањето за имотните и наследните права на жените. Тука ја гледаме и одржливоста на проектот преку понатамошното состанување и работење на истото прашање во заедничка соработка со споменатите релевантни локални чинители. Денешната јавна дебата беше во рамки на проектот Економско зајакнување на жените во Полошкиот регион преку застапување и промовирање на имотните права.
Земјоделската задруга Единство Челопек денес организираше свеченост по повод новиот производствен капацитет во село Брвеница во присуство на министерот за земјоделие Љупчо Николовски. Кланицата Мич Челопечко работи од јануари со полн капацитет и во целост ги задоволува потребите на пазарот од свежо говецко и свинско месо. Денес свечено го отворивме новиот објект, кланицата Мич Челопечко, собственост на ЗЗ Единство Челопек, потполно нов објект со две линии, посебна говецка линија со 40 грла на ден и посебна свинска линија со 200 грла на ден. Објектот е пуштен од 4 јануари работи, полека нашите ја превзедоја комплета работата, во моментот се функционираме скоро за наши потреби 100%. Денес искористивме прилика, слободност на министерот, да и гостите наши да официјално го пуштиме свечено во, да речем, во процес на производство. 22 годишен тетовец и малолетник од Тетовско озормиште се сторителите на 6 тешки кражби кои во текот на овој месец беа извршени во православни храмови во Тетово и Тетовско. Полицискиот билтен информира и за нападната бремена жена во Гостиварско. Секторот за внатрешни работи Тетово целосно ги расчисти 6 тешки кражби кои во текот на овој месец беа извршени во православни цркви во Тетово, Копанце, Радиовце и Подбреѓе. Сторители на овие дела се 22 годишниот ДЖМ од Тетово и 17 годишник од село Озормиште, Тетовско. Тие во разговор во полициска станица ги признале делата. По целосно документирање на случаите против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок. Ги извршиле кражбите со насилно отворање на влезните врати или со кршење на прозорците, пошто од каси, маси за продажба на свеќи или од икони одзеле парични средства во вкупен износ од над 6000 денари, а причиниле и поголема материјална штета. Од полицискиот билтен на СВР Тетово информација за нападната бремена жена во Гостиварско. Имено 38 годишната МИ од Гостиварското село Сенокосе вчера пријавила дека околу 17 часот и 30 минути физички била нападната од 69 годишниот МИ од истото село. На улицата пред нивните куќи непосредно пред тоа се расправале малолетни деца, пошто МИ излегла да види што се случува, а тогаш 69 годишниот МИ без повод и причина и се доближил и удрил 2 шлаканици. И бидејќи била во подмината бременост, таа со медицинско возило пренесена е во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош, информира СВР Тетово. Пријавениот МИ набрзо повикан е во полициското одделение Галате, писмено е предупреден и против него ќе следува соодветен поднесок. Акцијски контроли за алкохол спровела полицијата во викендот што измина. Од 67 алкотестирани, кај 11 е откриено присуство на алкохол, поради што биле исклучени од сообраќај, а на други 9 времено им се одземени возачките дозволи. Викендот што измина на поширокото полошко подрачје спроведена е акцијска контрола за алкохол со која вкупно биле опфатени 107 возачи, 60 во Тетово и 47 во Гостивар, а од кои 67 се алкотестирани, 50 во Тетово и 17 во Гостивар. Од вкупно алкотестираните кај 11, од кои 4 во Тетово и 7 во Гостивар, откриено е присуство на алкохол, поради што сите се исклучени од сообраќај. Во Тетово 2 и во Гостивар 7 мина, времено им се одземени возачките дозволи. Покрај тоа изготвени им се 11 мандатни платни налози и едно барање за поведување прекршочна постапка, со напомена дека глобите за овој вид прекршок се движат од 250 до 500 евра во денарска противвредност. Во акцијата исто така биле констатирани и 19 други прекршоци кои се заокружени со соодветни поднесоци. Свети Атанаси Летен со црковна литургија утре со почеток во 9 часот ќе се одбележи во православниот храм посветен на овој светец во село Фалише. Во село Требош пак литургијата по повод овој празник ќе се одржи во селската црква со почеток во 14 часот. За сите присутни црковните одбори на двете населени места организираат народна веселба и трпеза на љубовта.
Бензините и дизелот од ноќеска на полноќ ќе поскапат за 1,50 односно 2 денара, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензинот Евросупер 95 и на екстра лесното масло за домаќинство L1 се зголемуваат за 1,50 денари. И со тоа новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 71,50 денари за литар, а малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство 52 денари за литар. Дизелот од ноќеска на полноќ ќе поскапи за 1 денар и ќе биде 63 денари за литар. Бензинот Евросупер БС 98 пак ќе поскапи за 2 денари и ќе изнесува 73,50 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1 НС се зголемува за 2,100 денара и ќе изнесува 32,137 денари за килограм. Народна банка на Република Македонија соопшти дека утре 15 мај влегуваат во опсег првите полимерни пари, банкнотите од 10 и 50 денари. Истовремено со пуштањето во опсег на пластичните банкноти се повлекуваат од употреба хартиените банкноти во вредност од 10 и 50 денари, односно со нив нема да може да се плаќа, ама ќе може бесплатно да се заменат во банките. Сите банкноти што нема да бидат заменети до 15 мај 2019 година во некоја банка, по тој датум ќе може да се заменуваат само во Народна банка на Република Македонија. При замената на старите хартиени банкноти, граѓаните може да добијат нови пластични банкноти или монети, односно метални пари, во износ од 10 и 50 денари. Утрово во пристанишниот индонезиски град Сурабаја во нов бомбашки напад се повредени 4 полицајци и 6 цивили. Јасно е дека ова е самоубиствен бомбашки напад, изјави портпаролот на полицијата од Источна Јава Франс Барунг Мангера. Најновиот бомбашки напад врз полициска станица во Индонезија извршен од 5 члено семејство, вклучително и 8 годишно дете, објавија агенциите. Тие се довеле до 2 мотоцикли и се разнеле на контролен пункт пред полициската станица во Сурабаја, вториот најголем град во Индонезија на индонезискиот остров Јава, изјави шефот на полицијата Тито Карнавијан. Според него детето преживеало. Најмалку 10 лица се повредени во новиот напад, вклучувајќи 4 полицајци. Најмалку 7 палестинци се убиени, а 500 се повредени денеска кај граничната линија меѓу Израел и појасот Газа, соопштија локалните извори. Илјадници палестинци денеска се собраа по границата на палестинските територии со Израел за да протестираат против преместувањето на американската амбасада од Тел Авив во Ерусалим. Протестите се претворија во судири во кои израелските војници употребија огнено оружје. Демонстрантите се обиделе во мали групи да се доближат до оградата која ја обезбедувале тешко вооружени израелски војници. Групите се обиделе да ја нападнат границата и фрлале камења врз војниците, кои одговориле со пукање. Француските власти го идентификуваа напаѓачот што завчера во центарот на Париз со нож уби едно лице, а рани уште 4 други. Станува збор за лице родено во Чеченија во 1997 година, пренесуваат француските медиуми. Напаѓачот, кој во текот на нападот беше убиен во француската полиција, имал француско државјанство. Во рамките на истрагата за терористичкиот напад во Париз, кој ја презеде француската јавност, полицијата ги привела родителите на младиот джихадист. Терористичката група Исламската држава ја презеде одговорноста за нападот во француската престолнина. Антиинституционалното движење 5 звезди и десничарската националистичка партија Лига рано изутринава постигнаа договор за платформата на новата влада на Италија и го усогласија заедничкиот кандидат за италијански премиер. Името на кандидатот за премиер не е соопштено, но според британскиот портал Политико речи се известно дека сојузот на двете популистички партии ќе раководи со третата најголема економија во еврозоната. Турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган ја почна посетата на Британија и ја пофали таа земја како сојузник и стратегиски партнер, но и вистински пријател. Ердоган утре треба да биде примен од британската кралица Елизабета II, а ќе се состани со премиерката Тереза Меј. Ердоган посочи дека британската влада во јули 2016 година брзо го осудила обидот за државен удар во Турција, додавајќи: никогаш нема да ја заборавам таа солидарност.
Денес имавме сончево време со повремени облачни периоди. Попладне наместа со услови за дожд. Утринските температури се движеа од 6 до 15, а дневните од 21 до 25 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 6. Утре се очекува поизразена нестабилност проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринските температури ќе се движат од 4 до 12, а дневната од 19 до 22 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 6. Благодарам што го гледавте најновото издание на регионалните вести. Пријатно!